Редовен термин за дневникот на К1. Време е да ги проследиме најновите настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што е актуелно и најново денеска, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Велики четврток, ден на измешани чувства, оплакување на маките на Христа и радост за неговото воскресение. На Велики четврток домакинките пред изгресонце ги бојадисаа првите великденски јајца. Универзитетот Гоце Делчев од Штип додели компјутерска опрема на гимназијата Добри Даскалов Кавадарци. Токму така ова издание на Дневникот го посветуваме на Велики четврток, кога и започнуваат великденските празнувања. Со вечерната богослужба на Велика среда завршуваат великопосните богослужија, а продолжуваат посебни богослужби со друг состав и со особено значење. До Велика среда во богослужбените текстови има поттик за плач на луѓето заради својата грешност, а од Велики четврток започнува плач од гледката на страдање и распнување на Христа Спасителот. Митрополитот Повардарски господин Агатангел заедно со свештеници од Повардарската епархија изутринава, одслужувајќи божествената литургија во храмот Пресвета Богородица, ги започнаа посебните богослужби пред Воскресението Христово. На Велики четврток почнува светотенствениот живот на црквата. Денот започнува со Христовите последни поуки за карактерот на љубовта, што треба да ја стекнеме ако сме негови. Се памти имењето на нозите на апостолите што го направи сам, а завршува со предавството на Богочовекот Исус Христос. Човечката историја ќе нотира денови на најцрна неблагодарност, грозна измама и гнасно предавство. Првосвештениците и книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвештеникот Кајафа и се советуваа како да го фатат Исуса со измама и да го убијат. Тогаш еден од 12 по име Јуда Искариот отиде при првосвештениците и рече: "Што ќе ми дадете па да ви го предадам?" А тие му предложија 30 сребреници и од тога што и бараше погодно време да го предаде. Според верата, денеска е ден на измешани чувства, на оплакување на маките на Христа и радоста за неговото воскресение. За Великден се вапцаат само црвени јајца, бидејќи црвената боја ја означува крвта на Христос. Порано со вапцаните јајца домакинките оделе од куќа на куќа и им давале јајца на помалите деца за здравие и среќа. За обичаите на овој ден зборува баба Љубица. Денеска е Велики четврток, ден кога православните верници ги вапцуваат великденските јајца. Домакинките рано наутро пред изгре сонце, по обичај најпрво вапцуваат по 3 јајца, а потоа и другите. 75 годишната Љубица Павлова ни ја раскажа символиката за Велики четврток. Таа вели, јајцата вапцани пред изгре сонце не се расипуваат и по неколку години. На денешен ден се вапцуваат јајцата на Велики четврток. Друга работа не се работи. Само това. Јајца се вапцуваат. Сега кој како, кога може тога и углавно ние постарите се уште тоа си го правиме порано да се вапцат јајцата да не тојка не е огреано сонцето. Првото вапцано јајце представува символ на животот. Според обичаите треба да се чува преку цела година за среќа и берикет во куќата. Првото јајце јас колку што сум знам и од после што сум слушала, ги вапцуваат за децата мали, мајките си ги бањаат со нив. За бањање. Првото јајце едно, две колку ќе си вапца и со тоа јајце си ги бањаат мајката, детето си го бања. На Великден се вапцаат само црвени јајца, бидејќи црвената боја ја означува крвта на Христос. Порано со вапцаните јајца домакинките оделе од куќа на куќа и им давале јајца на помалите деца за здравие и среќа, вели баба Љубица. Мојата мајка, паметам како дете,
стануеше рано, по 100 јајца вапцуеше и пазла. Ама се одело по фамилија, по роднини, по комшии. Кога ќе донесеме јајца еден куп, ама како сме взимале така и мајка ми давала. А сега не одат така деца како поранше одле. Велики четврток е ден на измешани чувства на оплакување на маќите на Христа и радост за неговото воскресение. Со вапцувањето на великденските јајца започнуваат великденските празнувања. На Велики четврток е востановена светата тајна причеста, поради што се верува дека и на наголемите грешници кои ќе се причестат на овој ден, ќе им бидат простени гревовите. Четириесет и пет дена велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои искажуваат својот револт и упатуваат пораки за отфрлање на тиранската платформа и промените за националните обележја кои стојат во неа. 45 дена гласно говорат и ја бранат Република Македонија. Од центарот на Велес вчера вечер говореше и Билјана Настовски, која порача: нема да дозволиме да биде распната на крст татковината што ни ја оставија јунаците од Александар Панаваму. Македонскиот народ никој не го победил и никој нема да го победи. Сплотени заедно ќе ја спасиме Македонија и повторно ќе излеземе и ќе се бориме со оние кои сакаат да ја продадат земјата за кои гинеле нашите предци. Браќа и сестри македонци, да не дозволиме никој да раководи со нас и да ни кажува кои сме и како да живееме во сопствената држава, рече вчера вечер Славе Радевски. Ќе можете да ни солите памет кога вие ќе изнесете 10% од целокупното население, кое кај нас е 200.000 граѓани, 200.000 граѓани, 45 дена, неуморно си ја зачувуваат татковината. Кога истото ќе го направите, дојдете и солете ни памет. До тогаш гледајте си ги проблемите во вашите дворови. Овие граѓани ќе одлучат за иднината на Република Македонија. Нема да одлучи една рака или две раци на предавници. Ние ќе одлучиме. Нема да дозволиме да биде распната на крст татковината што ни ја оставија јунаците од Александар Панаваму. Македонското име е запишано во нашите вени и колку и да се ништи, повторно ќе воскресне, порача Билјана Настовски. Господине Заев, Јудо, Господа фарисеи од Европската Унија, никакви сребреници нема да го купат нашето име, нема да го купат нашето знаме, нема да ја купат нашата химна, нема да ја купат нашата почва, нема да го купат нашето млеко, нема да ја купат нашата крв. Македонија е вечна. Честитајќи ги предстојните великденски празници, поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија наредните денови ќе ги прекинат мирните протестни маршови, но напоменуваат дека доколку е потребно, подготвени се повторно да излезат во одбрана на Македонија. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер со протестен марш продолжи во Кавадарци. Пред присутните се обрати Гоце Ефремовски, председател на граѓанското здружение Древни македонци. Не прифаќаме ниту подразно менување на името, федерализација, двојазичност, менување на химната, парите и символите на унифицираните лица, нагласи Ефремовски. Приврзаниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која се залага за неприфаќање на платформата од Тирана и зачувување на унитарноста на државата, и вчера вечер одржаа протестен марш во Кавадарци. Пред присутните говореше Гоце Ефремовски, председател на граѓанското здружение Древни македонци од Кавадарци. Тој меѓу другото рече дека мирните протести се доказ за тоа како се сака и брани татковината, како се чуваат институциите во одбрана на државата и како се застанува против платформата од Тирана. Тоа е периодот кога во неколку македонски градови и општини македонецот од домачин стана гостин во сопствената држава. И на крајот ни иде Месијата од Муртино. Месијата од Муртино, на кој што свештениците од светиот храм во Сива, Египет,
му предвиделе дека тој ќе биде последниот седосомалски антидржавен елемент кој што ќе го зададе последниот удар на Македонија со воведување на тиранската платформа во Уставот. Не прифаќаме ниту подразно менување на името, федерализација, двојазичност, менување на химната, парите и символите на униформираните лица, нагласи Ефремовски. Командата за обука и доктрини денеска одбележа 25 години од незиното постоење. Незина основна цел е оспособување, организација и координација на припадниците на армијата. Првиот регрут во армијата на Република Македонија бил велешанецот Панче Јамандиев. Дијана Иванова ги има деталите. Командата за обука и доктрини со пригодна свеченост во касарната Алексо Демниевски Бауман ја одбележа 25 годишнината од незиното постоење. Со последната трансформација од 2012 година, командата за обука прераснува во команда за обука и доктрини. Незината основна цел е способување, организација и координација на припадниците на армијата на Република Македонија. Денес, командата за обука и доктрини, согласно мисијата која е доделена, задолжена е за реализација на индивидуалната обука на сите припадници на армијата, преку центрите за индивидуална обука, за обука на питомци и Центарот за странски јазици. А согласно потребите даваме интензивна поддршка на колективната обука на сите команди единици на АРМА. Капацитети во надлежност на командата за обука и доктрини се армискиот полигон Криволак, кампот за обука на вода и кампот за обука во зимски услови. Командата за обука и доктрини располага со Центар за обука на питомци, Центар за странски јазици, Центар за поддршка на обука, како и Центар за обука и дресирање на кучиња, Центар за изработка на доктрини и Центар за стимулации. Преку сите центри, капацитети за обука, командата за обука и доктрини придонесува по развојот на одржувањето на борбената готовост на целата армија. Јас сум убеден и ви уверувам дека нашата единица и во иднина успешно ќе реализира мисијата која е доделена, како и задачите кои произлегуваат од неа. Велешанецот Панче Јамандиев е првиот регрут во армијата на Република Македонија. Денеска тој во белешката касарна доби златна значка. Локалната самоуправа на општина Кавадарци секоја година донира финансиски износ со цел воздигнување на повисок квалитет на духовните храмови и објекти кои што се простираат на подрачјето на овој град. Општината во соработка со МПЦ и бизнис заедницата донира средства со кои се изгради соборната црква Света Петка. Исто така во соработката со надлежните институции, општина Кавадарци помогна во реконструкција на Полошкиот, Миклишкиот и Бошавскиот манастир. Тука сневе на лице место кај на локацијата каде што во минатиот период заедно со бизнис секторот од Кавадарци или со голем удел на бизнис секторот на парцела која што ја додели локалната самоуправа и во кој што учествуваше со финансиски средства, ја изградивме оваа верска и културна убавица на Кавадарци и на Република Македонија. А во овој контекст исто така би сакал да спомнам дека локалната самоуправа и сега, бидејќи во тек е реализацијата на партерното уредување на манастирот на Полошкиот манастир, како и во тек ќе биде работење на пат на пристапниот пат до Бошавскиот манастир. Универзитетот Гоце Делчев од Штип со компјутери опреми една од 8 доградени училници во гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Универзитетот сподели дел од својата информатичка технологија со цел подобрување на воспитно-образовниот процес. Донирана е современа, интерактивна и мултифункционална табла. Неа ќе може да ја користат и учениците и наставниците. Мартина Митков со деталите. Современа и стимулативна средина за учење добија учениците од гимназијата Добри Даскалов, откако Универзитетот Гоце Делчев од Штип донираше компјутерска опрема на еден од 8 доградени кабинети во Кавадаричката гимназија.
Универзитетот сподели дел од својата информатичка технологија со цел подобрување на воспитно-образовниот процес и градење на многу почести комуникацијски врски со средното образование. Ова е само почеток од она што универзитетот планира да го сподели со средното училиште. Тука е доделена една современа интерактивна табла која што има многу функции, таа е мултифункционална. Идејата е да може да ја користат и дел од предметите по информатика, дел од предметите по работа со компјутер, но исто така може да се користи и за обука на наставниците, може да се користи за видеоконференциско пренесување со други училишта и во земјата и надвор од земјата, може да се користи за држење на активности, методски активности на студентите од наставничките факултети, на студентите од филолошките факултети за изучување на јазици. Оваа просторија, нагласи Барбареев, може да стане центар за учење која што ќе можат да ја користат и други заинтересирани граѓани и ученици од основните училишта. Директорката на гимназијата Невенка Попангелова рече дека ова е резултат на континуирано добрата соработка со овој универзитет која е започната од 2010 година. Како континуитет на таа соработка, денес за што сме овде, да ја промовираме ова современа средина за учење, како што кажа професорот Барбареев, во која што универзитетот донира смарт табла и друга компјутерска опрема, што сметаме дека за многу ќе ги подобри и условите во нашето училиште, во насока, како што кажав, на подобрување и осовременување на наставниот процес. Оваа современа средина ќе биде искористена и за обуки и дисеминација на наставниците. Попангелова најави многу посуштински активности помеѓу гимназијата и универзитетот од Штип. Чествување за македонскиот поет, просветител, лингвист и дипломат Андреј Петковиќ. 180 години од раѓањето и 120 години од смртта денеска беа одбележани со поетско читање. Неговата најпозната песна е Гласот далечна земја, која била објавена во Цариградски весник. Одбележани 180 години од раѓањето и 120 години од смртта на македонскиот поет, просветител, лингвист и дипломат Андреј Петковиќ. Тој е роден во Велешкото село Башино село и се вбројува меѓу најзначајните автори од втората половина на 19 век. Петковиќ бил руски дипломатски представник во Европа и првиот преведувач од руски на македонски јазик, односно на велешки дијалект. Станува збор за извонредно даровит, образован човек, поет, автор на песните, да речеме, Гласот далека земја, преведувачот на трите песни од Александар Крилов, што ќе рече тој е првиот преведувач од руски на македонски јазик, односно на велешки дијалект. Човекот кој, меѓу другото, она што е денеска извонредно актуелно, точно пишувајќи за македонскиот јазик, ќе забележи дека тој е самосвоен, сопствен јазик и укажува на членот. Затворештвото и публицистичката дејност на Петковиќ до неодамна во јавноста и не се знаеше толку многу, но според истражувањата станува збор за поет кој е маркантна личност во македонската книжевна историја. Јас истражував доста време, значи од 2013 година, направив нека истражување директно на терен таму во село Башино село и ги барав потомците. Двајцата браќа Андреја Константин Петковиќ се доста млади, односно во рана возраст, иселени во Русија. Таму се школувани, таму ги завршиле сите тие високи школи и двајцата браќа станале, да речем, дипломати, влегле во тој дипломатски кор на Русија и биле конзули, едниот во Риека, другиот во Венеција. Андреј Петковиќ се школувал во Одеса и Петроград во Русија. По завршувањето на студиите се занимавал со дипломатска служба, публицистичка и преведувачка дејност. Неговата најпозната песна е Глас од далечна земја, која била објавена во Цариградски весник.
По повод 20 години од смртта на македонскиот поет, раскажувач и романописец Видое Подгорец, Сдруженијето на пензионери од Велес распиша литературен конкурс на тема Внучињата за баба и дедо. На конкурсот учествуваа 50 на ученици од сите основни училишта од градот, а најдобрите беа наградени. За председателот на Сдруженијето на пензионери, а воедно и поранешен професор по македонски јазик Нада Алексова, ваквите конкурси се одлична можност младите да го негуваат пишаниот збор. Сдруженијето на пензионери, односно Комисијата за култура во својата програма има меѓугенерацијска средба и ние еве овој пат таа средба ја направивме поетска со распишување на конкурс под наслов Внучињата за баба и дедо. Од сите училишта беа пријавени по едно 5-6, по едно вкупно 50 творби имаше и така одбравме од прво до 6-то 5 награди, 2 трети, 2 втори, 1 прва и од 6 до 9 3 награди. Царинските службеници од граничниот премин Богородица вчера запленија 144 килограми марихуана во товарно возило со полуприколка со странски ознаки, управувано од бугарски државјани на излез на Република Македонија. Царинската управа на Република Македонија информира дека осомничениот, кога пристигнал на граничниот премин Богородица, на царинските службеници рекол дека нема ништо за пријавување и дека возилото е празно. Бидејќи царинските службеници се посомневале во неговата изјава, возилото било селектирано за контрола. При контрола на возилото во страничните даски од полуприколката, царинските службеници забележале дека биле наполнети со наркотична дрога марихуана. Вкупната количина на запленетата марихуана е 144 килограми. Предистражната постапка е се уште во тек и се прибираат докази. Во продолжение вести од Македонија. 25.000 нови работни места во изминатите 2 години се отворија преку проектот Македонија вработува, а поволностите што ги нуди за компаниите ги искористиле 4100 фирми. Само преку Македонија 2 се вработени околу 6000 лица. Според лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, проектот тече одлично и го оценува дека е најдобро нешто што и се случило на Македонија во последните 25 години. Со овие 2 проекта им се овозможи вработување на голем број луѓе од ранливи категории, кои тешко можеа да дојдат до вработување, истакна Груевски. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ ги повика компаниите до 27 јуни, кога истекува проектот Македонија вработува 2, да ги искористат поволностите што ги нудат и да вработат лица по екстремно подобри услови со неплаќање на многу давачки кон државата. април е крајниот рок на винските визби за да ја исплатат последната трета рата на лозарите за купиното грозје од ланската реколта. Според законот исплатата е во рекорд 6 месеци и на 3 рати од превземањето на откупениот труд. Првата рата од 20% се плаќа до 15 декември, втората од 40% надоцна до 15 февруари и последниот износ до крајот на април. До сега од вкупниот долг за купеното винско грозје од реколтата за 2016 година исплатен е повеќе од половина од износот што треба да го добијат лозарите. Винарската визба по Вардарија поради неисплатената втора рата ја загуби лиценцата за откуп на грозје, односно избришена од регистарот на производители на вино. Во Македонија лани беа собрани 180 милиони килограми винско грозје. Дел се извезува во странство, а поголемиот дел останува и се преработува во домашните винарски визби. Шеснаесет лица беа ранети денеска во сообраќајна на несреќа на минибус кој превезувал ученици во округот Токат во северна Турција, јави турската телевизија НТВ. Несреќата се случила на патот Токат-Сивас. Минибусот преминал во спротивна лента пошто се превртел. Во несреќата се ранети 15 ученици и возачот на превозното средство. Тие се примени во болница во градот Токат. Следуваат вести од светот. Бојкотот на албанската опозиција на парламентот и незиното нерегистрирање за учество на изборите не е добра работа, сметаат Јоханес Хан и Федерика Могерини. Во заедничка изјава околу политичката криза, Могерини и Хан потенцирале дека политичката дебата не треба да биде надвор туку внатре во парламентот во Албанија.
Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан повторно ја нагласија како што тие велат потребата на Албанија од правосудните реформи, а поради неучеството на парламентарната седница на опозицијата поради бојкот, блокирано е формирањето на неопходните судски институции за кои велат дека се многу значајни за иднината на Албанија. Централната изборна комисија на Албанија соопшти дека за престојните парламентарни избори кои што се закажани за 18 јуни се регистрирале 45 политички субјекти, но не и партии од обединетата албанска опозиција. Соединетите американски држави и Кина да извршат политички притисок врз Северна Кореја заради нејзината нуклеарна програма, залагајќи се за мирно решение на тензиите. Ова го бара германската канцеларка Ангела Меркел. Не верувам во воени средства, туку во политички притисок, што треба да се изврши врз Северна Кореја од различни страни, изјавила Меркел за медиумската група Функе, пренесуваат британските медиуми. Кинескиот председател Кси Џинпинг вчера во телефонскиот разговор со американскиот председател Доналд Трамп се заложил за мирно решение на растечките тензии на Корејскиот полуостров. Во изминатото деноноќе на островите во северниот дел на Егејското море пристигнале вкупно 205 мигранти и бегалци во споредба со 221 нови лица кои беа регистрирани во претходните 11 дена. На Лесбос пристигнале 46 бегалци, а на Хиос 121 и на Семос 38 мигранти. Според официјални податоци на овие острови денеска се регистрирани 8678 мигранти и бегалци, од кои 3250 се на Лесбос, 3672 на Хиос и 1756 на Семос. Од Турција од Лесбос вчера се вратени 21 мигрант, според договорот меѓу Европската унија и Турција. 4 од нив биле од Пакистан, 9 мине од Алжир, 4 од Бангладеш, 2 од Гана, 1 од Афганистан и 1 од Мароко. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше во интервал од 0 до 7 степени, а дневната од 19 до 24 степени. За време на великденските празници во Македонија ќе биде облачно, а од недела попладне и во ноќните часови кон понеделник се очекуваат поројни врнежи од дожд и грмежи. Во северозападните делови од државата се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен воден талок. Од недела навечер ќе почне да дува повремено засилен северен ветер. Облачноста ќе настапи од сабота попладне, кога на повеќе места ќе има краткотраен пороен дожд и услови за појава на ретки грмежи. Според управата за хидрометеоролошки работи, во сабота минималната температура ќе се движи од 2 до 11 степени, а максималната температура од 20 до 26 степени. Во недела ќе има благ пад на максималните температури, кои ќе достигнат до 23 степени, а веќе од понеделник максималната температура ќе биде до 21 степен. Со оваа информација го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!